Умре и Роберт Редфорд, пред него умре Джин Хекман, кај да ќе умре и Роберт Де Ниро, ќе умре и Джек Николсон, кај да ќе умре и Клинт Иствуд, Ал Пачино, и кој ќе умрат уште они, ќе нема више кафе со кога да се напијам. Тоа е. Инаку, знаете, како ми се намовна кожава, како се наежив, како ми се вратија некои слики. Не со кафињата што сум ги пиел претходно со Роберт Редфорд, со Джин Хекман, не од тоа. Се намовнав кога го видов прво Венко, кога кажа дека треба да носиме пак маски заради пожаров у Трубарево. После него, значи, ми се врати цел филмот Короната, од она брутално малтретирање што го правеше Венко и таа Комисијата за здравство и цела тогашна власт на СДС кон сопствениот народ, целата таа паника и страв што ја ширеше преку медиумите, сите оние карантини, затварања, казнувања за неносење маска на отворено, замислете. Кога видов, ми се вратија сите тие месеци, години, две на ужас, кошмарни што ги поминавме, кога ги гледавме секоја вечер како труеа дека треба да се носат маски, маски кои што јас знаев со средно што сум учил такво биотехнологија дека ништо не може да те, дека таа маска не може да те заштити од вирусот. Кога убедуваа дека треба да земеш, да се вакцинираш прво, ако си прележал, да се вакцинираш, да се ревакцинираш, да стаиш тоа, како се викаше, таа бустот, последната вакцина. Знаеки исто тоа усредно сме го учеле не у карев биотехнологија, дека не мора да се вакцинираш, дека е тоа вирус, корона тип на вируси. Дека те клетките се тие што го памтат на трапникот. Сега има типови тука на те клетки, но не се важни антитела, дека се ова, дека се те клетки го памтат на трапникот. Кој ќе влезе у било кој сој, облече стајани вештачки бркови, перика, не знам шо, нашминкан, не знам шо, го препознава. Не е битно тоа сега, како ги испотруја луѓето со тие така наречени вакцини, тоа не е битно. Битно е ова. Значи, го гледам него, како пак повикува на носење на маски. Не знам тоа, ако го ја гледавте неговата изјава, дали не ви побуди чувство на мачнина и на бес у исто време. Истиот човек кој што тогаш беше министер за здравство, денеска председател на Квислиншкиот социјалдемократски сојуз, излезе и мртов ладен, повика пак сите да носиме маски. Веднаш после него искача, излегува на прес она нивна, како да кажам, истурена величина, да не употребам некој друг збор. Лице са насловна стране Богданка излегува со маска, човече, на прес. И пак ви прави флеш у глава, рага! Знаете она како оние филмови која некој преживел некоја тешка травма, после години кој ќе види нешто на улица слично, како ќе го упукне флеш и тука ќе се укочи. Оној познат неде посттравматски стрес или PTSD синдром, како се викаше тоа. И искача на прес, значи они толку заборавиле на траумите што им ги предизвикаа на луѓето, на народот, на македонскиот народ, на цела Македонија, што они пак ја повторија целото сценарио, како да ви кажам, како во најлоша дилетантска представа. Овој вика, мора да носите маски и почнува пак да шири паника, колку е опасна, не знам, честици од никел, не знам, кобалт, мобалт, Ова излегува на прес со маската око. Само флеш. Рага! Толку сте неотесани за политика. Толку сте ретардирани. Сега зборам. Сте биле, ама сега не знам. Толку сте изгубени. Шо еден да имаше
со кај вас у партија со IQ 25 колку да не сере дома на тепих у дневна соба. Ќе му текнеше, ќе кажеше чекај, председателе Венко, не е паметно да излезете со ваква изјава на оваа тема со носење на маски на луѓето, ќе им вратите многу лоши сеќавања. Ќе им ги оживеете траумите. И да ја каже исто некој со 25 IQ на таа Богданка. Океј, ако мора да кажеш дека е загадено и дека е за тоа крив премиерот и владата и не знам кој, све супер, кажи го, само излези без маска, ќе предизвикаш противен ефект, контраефект од тоа. Како што се надевам предизвика, како што предпоставувам, предизвика кај секој од вас, тоа нивно појавување. Контраефект. Што од трета страна, како да ви кажам, им легнуваат на ВМРО со ваквите пресуди, со ваквото однесување неотеснано, им легнуваат на ВМРО ко шамар на будала што му легнува. Абе, знаеш како филм? ВМРО само поентира. То знаете како е? Као да седи на клупа као да седат ВМРО-вците на клупа за резервни играчи, кошарка, а овие сте сами си фрлаат тројки на свој кош. А овие ги набиваат. Браво! Абе, луда работа. Комплетно. Видете, го кажав ово еднаш, го кажам уште еднаш. Ја мислам дека на нас македонциве радиум и полониум да не испрскаат, ништо нема да ни биде. Ние таква толеранција имаме развиено овие 35 години на разни срања, на разни отрови, дали биле не знам какви токсични, радиоактивни појмоња, кој знае што беше све фрлано овдека, носени отпади со камиони по Западна Македонија у време која беше ова 90-тите, нападот на НАТО во Југославија, па самиот напад на Југославија. Мене кај човече Косово го бомбардира со сиромашен ураниум. Па колку ветар треба да дувне за тоа да дојде навак. Зашто кај нас се ќути со децении дека бројот на онколошки пациенти после бомбардирањата во Србија е енормно покачен и затоа докторите на онкологија нема да ги чуете ова да го кажат јавно. Ама ќе го кажат вака узмуаве. Како што го кажува у време на вакцините дека се штетни. Ама вака узмуаве. Со некој као мене сме биле школски на усредно школа, па ја ќе им кажем, људи, нели бе ова нема везе? Бе, Сашо, нема везе, ама човече може работно место да изгубиме, може. Ќутеа. Затоа сега имате доктори што се појавуваат у јавност и почнуваат јавно да, ама тогаш ќутеа. Нивна совест, нивна свест. Имаш и такви кои што отворено збореа и си имаа проблеми и на работа, кај што работе и така натаму и така натаму. Не е битно. Тоа е стара приказна. Мислам, не е стара, за некој што се вакцинирал, може да биде страшно актуелна денес, но не е важно. Така што без везе ми беше муабетот на толку толеранција што сме развиле. Уште една причина зашо ви беа глупи тие појавувања и одеа само на, како да ви кажам, сами тројки си дававте, у свој кош. Затоа што мислите, прво, со кој мозок помисливте дека таква порака испратена од вас дека некој ќе ја земе за сериозно? Људи, ние уопште за сериозно. Тек сега свативме дека ве може и јадете говна. Може стварно не е опасно. Она што гореше у Трубарево. Не мислам, не ме сваќате, сега малце се зезам, ама у однос на ова што они го направија се зезам. Пошто никој сериозно, они да кажат таква, а у старт не ги сваќаш сериозно. Одма помислуваш дека тоа сака политички поени да фати или ова. Значи не е битно, ја не навлегувам у тоа, значи опасно е све тоа што се деси и видов ми не за џабе луѓе евакуира и све, да не ме сватите погрешно, малце хуморот ми е онака на ќоше. Идам по ивица. Али дајте. Требаше само тоа да ви текне дека се што доаѓа од ваше уста, овој народ, и на 15 септември, и на 16 септември, и на било кој друг септември, и било која друга година од сега па надале и будуче, све што доаѓа од ваша уста не го сваќа сериозно више.
Да. Може да им врати флешови, сеќавање од некои времиња, кога сте го тероризирале со тие спинови лаги, као што беше со короната случај, ама од сега па надале и будуче, веќе не ве есапи 2%, бе. Чак што више, дури да е стварно опасна ситуацијата со една таква изјава, ќе го одвратите маски да носи. И да треба тоа сакав да кажам, затоа хуморот ми беше безвезен. И да сака самиот да му текне да стави 3 маски, кој ќе ве чуе вас како го повикувате да стави маски, ке рече ке тјеба маски и све ту пичку матерну. Абе зашо маска опа? Абе овие СДС шом кажуваат маски треба да се носат, значи не треба, све у реду. И ке фрлат маските. Вие стварно сте комплетно контрапродуктивни. Ебем вам глупа да вас јебем сите од прв до последен. Океј. Неотесани, ваш проблем. Што да кажам за ова? Што сме го збореле, што сме го правили? Значи, последниве 30 години, толку фемициди си имаат случајно во Македонија. Да боли глава на толку мал, на толку по бројност мал народ. Вакви фемициди кои што се случија вчера. Да некоја будала љубоморна, посесивна, убива својата партнерка, го убива таткото или убива и својата партнерка и својата швалерка, ја убива и не знам, или својата партнерка, мајка и татко. Знаете колку имаше такви фемициди последниве 30 години? Затоа и реагирав жестоко кога искочија снимките оној командант, како беше тој, го заборев, што ја нападна градоначалничката Данела. 2 години, у стар треба 10 да добие. Пошто беше долно држок да ја нападне пред камери градоначалничка на град Скопје. Не е битно каква е шо е. Жена, градоначалничка на Скопје, 1,50 м висока, 45 кг тешка. И таквите треба по 10 години минимум да се осудат. За пример, наследните будали што ќе се помислат на тоа да си ја убијат партнерката, жената, не знам кого, заради тоа што го оставила и така натаму и така натаму. Страотно е, сум го зборел ова и у други прилики, колку ние како општество, обвинителство, судови немаме развиено однос кон ваквиот тип на насилство. Пошто не сме Америка, јебига. У Америка на една назнака веќе дека некое дете фали, го нема 15 минути дома, а тоа не му е во неговата навика да не се јави, а го нема. Веднаш се активира цела полиција, цела заедница, цела ова тие Амбер алерти, имаме алерти што ги имаат. Знаете како се пишувани законите во Америка и во Британија за ваквите фемициди, за педофилии, за убиства на деца, за ова, знаете како се пишувани? На основа на трагедии што им се случиле. Па се вика законот. Законот на Фрида, законот на Амелија, законот на Джордж, ако било дете силувано, убиено од некој серијски педофил. Закони и процедури создадени на крв. Некој платил со живот за на некој да му текне у државата, обвинителството, ова, да направи закон со што ќе се избегнат грешките што се направиле во тој случај што завршил со жртвата што го носи името на законот, затоа што моментот не се постапило како што треба. Негде затаело бирократија, ова, споро, чекај 48 сата од исчезнување, не знам, чекај да видиме, да... Готово, попапала маца. Отишло детето или жената, жртвата, која да е. Имаше случај во Америка пред години. Тип, на времето, кој бил многу млад, му била изречена забрана приоѓање на некоја цура. Ја малтретирал. Ја прекршуе забраната, тоаш го осудила 2-3 години, не знам колку. Искочил од затвор. После години се заљубил друга. И почнува истото да го прави.
но овој пат на многу по-брутален начин. Тоа стокинг, тоа следење, тоа малтретирање, јавување, пораки, закани, мр. Повторно судот, како иде тоа тамо, ке нив му излекува мерка, забрана за пристап, забрана за комуникација, значи не сме да и пишува, не сме ова, не сме ова, не сме да се приближува, не знам колку радиус беше околу неа, појма. Ја прекршува забраната и влага дома. Лето, куќичка оние отворен прозор и влага дома, со толкав нож. Како и влага? Почиња борба. Вриштење, ова почиње да се крие. За среќа, комшијата у тој момент се враќа од лов. Со тоа, појмам, джип, мип. Како застанува, слуша врисок, се стрчува овај према куќата, била на 10 метри, значи отворен прозор, кај шо влеголо вој, оваа спиела, направишли чекор, понатаму, пука му тебе, му вика на овој напајачов. И овој застануе, се исплашуе, полиција, ова, она. Следниот ден пред судија, вамо, тамо, судење, го откриваат кој бил, шо бил, дека има такво минато, судијата доживотен затвор. Ама не убил, да, ама влегол со токав нож и нападнал. Со забрани, со све. Доживотен затвор. Капут. И го имаш изјавата и на судијата. Вика, рече да го осуделе, вика, тогаш, вика, да го осуделе на повеќе годишна робија, 15-20 години, вика, може ова денес немаше да се случи. А може и он ке си го спасеше животот, ке одлежеше 15, ке излезеше со 35, па што тоеш бил многу млад, појма, имал 18-19, или ке излезеше со 40, ама сега нема да излезе за небитно. И додека не се свестиме на овој начин, дека ова е еден глобален свет, и дека злосторствата што се случуваат нека најгрозоморните што се случуваат некаде далеку на 5000 километри, дека многу лесно може да се случат овде, и дека ова општество треба да биде подготвено за разни ситуации. Од киднапирања на деца, силувања, до вакви фемициди, не знам какви пострашни злодела, какви што се случуваат во Америка, напад по школи, како што се случи во Србија се случи. Овој Кецмановиќ, у таа рибникар школот. Мора да имаме свест за таа насилничка култура што доаѓа од пред се што ја гледаме, што дојде од западот, дали преку ова, преку она, можеме причините да ги разговараме колку се, дали преку видеоигрици, дали преку, не знам, медиуми, дали... Не е битно. Ама мора да станеме свесни за тоа. Мора, значи, сега у превод да направите закон таков, или процедура, у полиција, појма неам каде, закон, што ќе се вика законот на Росица. Оти Росица плати со живот. Едно несоодветно, неблаговремено делување на службите што мора и треба да заштитат од таа будала. Не знам временски колку одам, сакав да кажам уште нешто, овакво не ќе да го тупам, но тука ќе прекинам. Сакав да кажам нешто, пошто чекав да поминат денови од како го атентант, од како го утепа, просто кажам, како му направи атентат на овој Чарли Кирк, како се викаше овој инфлуенсеров политички амерички. Да кажам некоја работа врска со тоа, чекав да го прежалите сите, да го исплачате. Ова, па ама сега нема време за тоа да посветам некое време, така да тука ќе прекинам ова моје излагање во со надеж дека ова второто за кое што зборев, за Росица, дека секој понатамошен обид, секој понатамошна можност да се случи истото ќе биде сведена на минимум. За жал, Росица на некој начин ја изневеривме сите ние. И она тоа го плати со живот. Чао.